Почитувани ученици, драги дечиња, јас сум Иле Мишевски, наставник по физичко и здравствено образование во основното училиште Страшо Пинџур, село Малокоњари, Прилеп. Денес, како наставна содржина, ќе ни биде што можам со моето тело. Да истражиме што можеме да направиме со нашето тело. Која е нашата основна цел на часот? Да се изведе најмалку по една вежба со секој дел од телото со по неколку повторувања. Пример на вежби за работа од дома, по домашни услови и вежбите да ги офаќаат сите мускули од главата до петицата и да се изведени во место и движење. Потребни реквизити за денешниот час ќе ни бидат: едно столче, стапче, палка од 50 см или да го позајмиме сукавото на баба и неколку хартиени марамчиња. При изведбата на денешните вежби ќе покажеме дека можеме да изработиме најразлични вежби со сите делови од нашето тело. Како наслов на вежбичките, кои што ги изведуваме со помош на столчето, се вика весела столица. Најпрви изведуваме вежби за вратот, седнуваме на столчето со телото исправени и правиме најразлични движења во лево, во десно, напред, назад, кругови во лево, кругови во десно. Правиме онолку повторувања колку што ни се потребни за изработка на таа вежба. Следната вежба ни е вежба за рацете. Исто така, седнуваме на столчето, исправени, рацете расширени во страна и изведуваме најразлични движења со рацете напред, надолу и нагоре. 8 до 10 повторувања за оваа вежба. Друга вежба за рацете е истегнување на телото нагоре со помош на левата и десната рака. Седнуваме мирно на столчето и ја подигнуваме едната рака горе, другата останува долу и така наизменично 8 до 10 пати го повторуваме ова движење. Следната вежбичка е за нозете и стомачните мускули. На предниот дел од столицата седнуваме исправени во телото, рацете расширени во страна. Нозете се под агол од 90 степени, односно ни се прави. На даден знак подигнуваме една нога и со рачињата си шлабнуваме под ногата. Тоа го правиме наизменично со лева и десна нога 8 до 10 повторувања. Следната вежба е за грбните и стомачните мускули. Исто така си седнува на предниот дел од столицата, телото исправено и со помош на рацете се подигнуваме 8 до 10 пати, каде што внимаваме нозете да бидат исправени, во колениците не свиткани. Следната вежба е вежба за нозете. Застануваме од задниот дел на столчето, се подпираме со рацете на подпирачот и ги подигнуваме наизменично лева и десна нога. 8 до 10 повторувања за оваа вежба. Повторно застануваме од задниот дел на столицата, и с телото исправено и клекнуваме 8 до 10 пати, да оваа вежба е добра за нозете и стомачните мускули. Како што кажавме, како реквизит ќе ни биде потребна и палка, тие вежбички ги крстивме разиграна палка. Сега ќе правиме, како што е на сликата представено, вежби за грбните мускули и карлицата. Во мал расчекорен став, исправено тело, палката поставена за вратот, се подигнуваме нагоре и се спуштаме надолу, но мора секогаш да внимаваме грбот да ни биде прав. 8 до 10 повторувања за оваа вежба. Следната вежба е вежба за истегнување на рацете и јакнење на мускулите на нозете. Телото исправено, палката подигната горе со двете раце, наизменично подигнуваме лева и десна нога. Вежбите за јакнење на мускулите на рацете и истегнување на грбот
Ја земаме палката, настануваме во мал расчекорен став и оцртуваме полукруг од 180 степени. Тоа го правиме 8 до 10 пати. Следната вежба е зајакнење на мускулите на надколеницата и карлицата. Ја поставуваме палката на земја и наизменично прескокнуваме од левата и од десната страна. Тоа го правиме 8 до 10 повторувања. За да имаме здрави стапала, мора секогаш да правиме правилни вежби. Фаќање на марамата со прстите и подигнување нагоре. Седнуваме на столчето, телото е исправено, ја фаќаме марамата со прстите од левата нога, ја подигнуваме нагоре, потоа тоа го правиме наизменично и со другата нога 8 до 10 повторувања. Одење на прсти и петици, ја поставуваме марамата на земја и се обидуваме да ја придвижиме со прстите нанапред, наназад, исто така тоа го правиме и со помош на петиците. На крајот од часот можеме да си направиме еден надпревар во фаќање на марамчиња со прстите и поставување во цел со левата и десната рога. Си задаваме време од 30 на секунди, на земјата распостелуваме неколку марамчиња, поставуваме 2 кути и на даден сигнал со своето братче, сестриче или своје другарче се обидуваме кој повеќе да ставиме во кутиите марамчиња. Почитувани ученици, ви благодарам на вниманието за денешниот час и се надевам дека ќе се видиме и слушнеме наскоро со друга наставна содржина.